Добар ден на сите. Ке викна вака за да се слушнеме затоа што сме многу. И оваа слика кажува кој ќе победи во Волково. Дека Волково е бастионот во Ѓорче и бастионот на Република Македонија. Имаме ретка можност во еден ден двајцата носители на листа да се во едно место. Пред неколку часа беше тука Спасовски, сега е тука Владо Мисајовски. Ајде да покажеме кој ќе победи. Во наредниот период ќе бидеме тука, ќе го посетиме секој од вас, ќе поразговараме со сите и ќе ја понудиме нашата програма. И јас верувам и ве уверувам у вас дека ВМРО ДПМН секогаш ќе биде најголем сојузник на граѓаните од Волково. Така било и така ќе остане. Јас нема да должам многу, ќе го замолам носителот на изборната единица да Владо Мисајовски да не се врати. Повелике му. Сега сум без збор. Ај вака да почнем, да го поздравиме новиот пратеник од Ѓорче Петров, кој е стојал. Јас го знам Бојан одамна, кога почнав во УМС јас, он беше околу 14-15 години. И он си имаше тешки мигови во својот живот, но остана тука на партијата, остана со сите вас и ќе остане до крај со ВМРО ДПМН, но и со народот. Затоа ве замолувам од моје име. Овој пат да го одбереме и Бојан да биде пратеник во собранието, за постојано да биде у Волково и тука со вас на сега. А мене ме знаете, сите ме знаете, ќе доаѓам постојано што сакаат нека прават. Што сакаат нека прават, јас ќе доаѓам и у Волково, и во Даме Груев, и во Кисела Јабука, и во Стопански двор, и во Мирчацев на секаде. Ќе доаѓам, зашто ова е моје Ѓорче, ова е наше Ѓорче. И никој нема ни го земе. Јас и Бојан може да ви ветиме многу работи. Но да ви кажем една работа. Немој никогаш да се посомневате дека некогаш ја и Бојан ќе кажеме дека Гоце Делчев е бугарин. Немој никогаш да помислите дека ќе кажеме дека немаме македонски јазик. Или дека оваа земја не се вика Република Македонија. Тоа да никогаш да не се сомнева. Пробувам насекаде да зборам за проектите, пробувам позитивна кампања да водам, но на граѓаните најтешко им е што ни го земаат достоинството, ни го земаат националното, а пробуваат да ни ја земат Македонија. Ова е патриотско Волково, ова е патриотско Ѓорче. Некогаш не имало помоц, некогаш сме биле повеќе. Јас сакам да ви заблагодарам што ми помогнавте и што освоив огромна бројка на локалните избори. Јас тоа никогаш нема да ви го заборавам. Благодарам и за председателските избори. Може би некоја битка сме изгубиле, но војната нема да ја изгубиме и Македонија ќе победи. Јас од тука ви ветувам од Волково. А не должам многу. Благодарам што оздвоивте време што дојдовте тука. Знам дека сите сме со маски, што имаме дистанца, што имаме такво, како да кажам, таква пандемија на секаде околу нас, поготово изборна единица 2, но ве замолувам да излезем и да гласам. Бидејќи некој друг ќе ни ја одреди и днината и судбината. Јас планирам да останам у Ѓорче Петров, нашите деца да живеат тука, а не некој да ни ја дели и парчи Македонија. Гледате видат. Не е наивно и онаа теза што се пушти за албанец премиер, не е наивно ни она што се збори за некои историски комисии, оние договори што сакаат да ги подпишаат, да ги реализираат, не е наивно.
Но ако седиме дома и ако критикуваме, нема да победиме. Затоа ви благодарам на сите што доаѓате. Ви благодарам на сите што одвојувате еден атом од вас енергија за ВМРО-ДПМН и за Македонија. Да ги поздравам и оние што гласали против нас. Добре дојдени се, нека ни помогнат. Бидејќи сите сме заедно оваа битка. И да порачам и до оние што се наши опоненти. Ако доаѓате на овие собери, добре дојдени сте. Ни слушајте и пренесувајте, ами во живо и да ми слушајте ме, слободно. Ние ќе победиме, а вие се добре дојдени да се придружите со нас, бидејќи сме ние луѓе што имаме една цел, една идеја, а тоа е Македонија. Така е! Сега отворам се разбира и вие да кажете, вие да прашате, ако имате некоја забелешка слободно, повелете. Секој сагање, слушам телевизија, гледам телевизија, се јавуват граѓани, ако зона, значи, проеката е поголема, наша nego другата страна. Но највеќе што ги засека. Вика дека пензии качели, плати качели, не знам што вамо, тамо. А зашто вие во програмата, или кога доаѓате вака да видите, не изнесете, кога ќе искочи народот да пазарува, кои цени се натрупани, акцизите од бензинот на толку голема цена, каде идат? Тоа се најбитните работи, значи што сакат да ги знаат граѓаните и да бидат обавестени. Значи, тоа е мал пропуск може, али многу вреден. Да се поправим. И ги го кажувам. Имаме Тоа треба да се произнесе. Тоа е една работа, друга работа. Ние вчера мислевме дека ќе почетат еднакво мисле уличина, дека организирахме да бидеме пособрани. Ако не гази сега времето, некогаш одвојте време, Ќе прошетаме, знам и каде живеете, ќе дојдете. Така, ја работе кај... Знам. Така. На ваква средба се види. Хвала ви. Зашто го направија тоа на вас и на господјата? Нека им стои на нив. Ние сме малку подолу, за ќе првиме. Сакаме да прашаме до кај се тие работиве, сакаме улички да се собираат, почнеме да правиме, ние да сакаме да кажете до кај каде има да остава за ние се долго на Канефенец. Сите улички се не направени да се вима, да се можеме каде Тоа е врска на локална самоуправа. Јас како министер обезбедив средства што сакав за Ѓорчо околу за 33 улици. Дел претходниот градоначалник ги почна, дел овој градоначалник ги завршува. Јас ниту еднаш не излегов да кажам тоа е проект на ВМРО или тоа е проект за вас. Они ако сакаат утре нека кажуваат дека нивен не. Најважно од се да не се лаже народ. Они излегуваат со еден куп невистини што све ќе направат. Ние ветуваме 1000 километри патишта, збориме регионални патишта, ветуваме многу проекти, но ветуваме и поддршка на општините. Ако сакате сите улици да бидат направени, здравје Боже, за брзо ќе има на локални избори, па ќе се покажеме сите тука за да се направат сите улици. Браво. За локални избори не за мене, че да наследам. За некој друг. И јас би се надоврзала. Затоа што кога им коментираме на оваа влада, значи на нашиот сега градоначалник што е, тие ни викаат што не се жалевте претходните 11 години. Значи вика ги правеа, што не ви ги направија улиците. Значи за тоа видиме, тие сгрешија во нешто, замина, поред. Ама сега дај продолжете натака градете, за да не бидат ветувањата и веќе да викам за нашиот сега што е градоначалник под наводници, што некој видовме додека беа избори, трчаше, се возеше со тоа моторчето, сега го нема никаде. Не е во ред, значи заборавени сме. Лично на мојата улица 5 пати сами ставаме дробен асфалт и бегатонки пред нашите улици. Согласувам со вас и кој да е, дали е од ВМРО, дали е од друга партија. Ако има проекти, нека ги заврши. Така е. Ако нема проекти, нека се добие казни, нека биде смене. Тоа е демократија.